Заради влошувањето на ситуацијата со вирусот COVID-19 во нашата општина, денес свикав содница на кризниот штаб, на која разговаравме за сите следни чекори кои институциите, правните субјекти и граѓаните неминовно треба да ги превземат со цел намалување на ширењето на заразната болест. Првенствено граѓаните доследно и без исклучок да ги почитуваат мерките и препораките на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Угостителските објекти во целост да ги спроведуваат протоколите за заштита од коронавирусот и своето работно време да го ограничат до 23 часот согласно одлуките на владата. Се ограничува капацитетот на патници во јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило. Оваа мерка стриктно ќе ја почитува општинскиот јавен превоз, а да се придружат и другите стопански субјекти, чии вработени на своите работни места одат со организиран превоз. Потенцирам дека полицијата ќе врши строга контрола на возилата и за секој непочитување на мерките ќе изрекува строги санкции и казни. Исто така, да нагласам дека целата држава, државна и јавна администрација, вклучувајќи ги и судовите, работниот процес ќе го организираат во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротации во зависност од карактеристиките на работата која што ја извршуваат. Сакам да истакнам дека во изминатите 30 на дена од нејзиното формирање, Комисијата за вршење контрола на спроведување на мерките и препораките за заштита од COVID-19 врз институциите од општинска надлежност изврши повеќе контроли во основните и средните училишта, како и во детските градинки. Заклучок на Комисијата е дека во најголем дел од овие институции доследно се спроведуваат протоколите за заштита од вирусот, а онаму каде што беа констатирани пропусти во работата, дадени се напатствија за нивно итно коригирање. Општинскиот кризен штаб донесе одлука со која му наложи на раководството на јавното претпријатие Пазари да врши строга контрола на сите влезови од пазарот, да не се дозволи влез на ниту едно лице без носење на заштитна маска и претходна дезинфекција на рацете. Истовремено, продавачите во пазарот се обврзани да носат заштитна опрема, односно заштитна маска и визир. На крајот од работното време на пазарот да се врши негова целосна дезинфекција. И работното време ќе биде скратено на градскиот пазар и ќе трае од 7 до 15 часот од утре па понатаму. Од вчера општина Прилеп започна со одржување на средби со жителите на урбаните и местните заедници со цел мирно вклучување во носење на буџетот за следната 2021 година. Вчера беше одржана првата таква средба со физичко присуство на граѓаните од урбаната заедница Центар, во која цел во целост беа запазени мерките на заштита со COVID-19. Тоа се случи во Домот на културата во големата сала на Марко Цепенков. Заради новонастанатата ситуација и зголемениот број на заразени, општинскиот кризен штаб одлучи сите наредни средби да се одвиваат онлайн, на кои претседателите и советите на урбаните и местните заедници ќе ги изнесат прашањата и проблемите кои се од приоритет како важност за нивната локална заедница. Почитувани, ширењето на вирусот кај нас, исто како и во поширокиот регион и во светот, зема замав. Од тие причини сите ние како граѓани мораме да покажеме поголема одговорност, да се откажеме од некои вообичаени навики, нашето однесување, нашето секојдневно движење да го прилагодиме на новата нормалност. Со целосно разбирање за потребите на младите да се дружат и забавуваат, потенцирам дека е особено важно младата популација да ги ограничи и редуцира своите секојдневни активности и контакти. Редовно да носиме заштитни маски, да одржуваме лична хигиена и физичка дистанца во извршувањето на секојдневните активности надвор од нашите домови. Сакам да истакнам дека сите ние треба да имаме доверба во докторите и здравствените работници
но не само кога имаме некакви здравствени проблеми, туку и кога сме здрави. Тоа е основното правило кое мора да го почитуваме. Да ги слушаме нивните совети и препораки, бидејќи тоа е еден од главните услови да се избориме од пандемијата. Со нашето однесување да не ја отежнуваме нивната исцрпувачка работа и секојдневната битка со вирусот COVID-19. Дозволете на крај да ги соопштам бројките на вкупната состојба со коронавирусот заклучно со вчерашниот ден. Бројката на позитивни случаи во нашиот град изнесува 973. Бројот на активни случаи изнесува 237, од кои 201 лице се наоѓаат на домашно лекување, а 36 се на болничко лекување. Имаме починати 49, а само во октомври 9 починати лица.